140 лица се пријавени за учество во традиционалното спуштање на крстот во реката Вардар, што ќе се одржи утре во центарот на Скопје, по повод богојавление водици, информира Скопската епархија. Спуштањето на крстот во водите на Вардар ќе биде наплатне од мостот кај хотелот Holiday Inn и ќе го изврши поглаварот на Македонската православна црква, Охридска ерхиепископија, господин Стефан. За безбедноста на верниците и оваа година ќе се погрежат 50 волонтери и дел од стручната служба на Црвениот крст. Како што не информираше денеска Аргент Чилјафи од тимот за спасување, утре поддршка на 140 верници ќе им бидат тимовите за спасување на планина, на вода, тимот за прва помош и тимот за логистика. Ќе бидат присутни тимот за спасување на планина, тимот за спасување на вода кој ќе се погрижи за безбедноста на самите учесници внатре во водена површина на Вардар и тим за логистика и прва помош кој ќе даде поддршка на овие два тима преку медицински тимови во случај на повреда и логистички во местење на шатори и триажен центар. Со тоа што се надеваме, како и секоја година, нормално тука се единицата за специјални задачи Тигар како поддршка и се надевам дека целиот настан ќе помине без никакви проблеми. Благодарение на присебноста на спасувачките екипи, но и како резултат на високата самосвест кај верниците кои влегуваат во ладните води на Вардар за да го фатат Светиот крст. Изминативе десетина години не е забележан поголем проблем ниту повреда кај присутните. Овие 10 години не сме имале некоја посериозна интервенција збором од спасителски аспект, пошто сите се извадени на време од медицински аспект. Имаме интервенции, претежно тие се скршеници, подеротини и хипотермија. Така да немаме до сега посериозни. Просек 1 завршува во клинички центар, веќе ако гледаме статистички и се надеваме дека нема да го надмине просекот и ова година нема да имаме никаква потреба од интервенција. Алкохолот е строго забранет пред самиот влез во водата, а за затоплување се препорачува да се пие топол чај. Самите верници да го послушат своето тело, дали тој ден се спремни за да се фрлат во Светиот крст. Друго, со себе да носат обувки. Тоа ни е многу важно како од спасителски аспект, така и од медицински, пошто сепак дното на реката Вардар не е проверен, не е исчистена. Друго, да не конзумират алкохол, пошто со самото конзумирање на алкохол доведува до нус појави кои што, верујте ми, не се толку добри. Веќе ги знаеме тие нус појави како што се по можност да не конзумират. Ако веќе конзумират ако сака да конзумират некој топол напиток, тоа може да бидат единствено чаеви. Пред чинот на спуштањето на крстот во Вардар, архиепископот господин Стефан во 9 часот ќе богослужи златоустова литургија во црквата Рождество на Пресвета Богородица, а во 11 часот и 45 минути богојавленски литии ќе се упатат кон местото каде ќе се одржи традиционалната верска манифестација.